Благодарам, колешке Марија. Еве, ние често сакате да се навраќате на изминатите години. Јас ќе ви кажам, знаете во каква состојба оставивте државата во 2005 година, пошто сакате да се навраќате, ќе ви повторам, неколку пати имам повторено. Катастрофа. Сите фабрики затворени, ограбени граѓани преку ТАД банка и старата заштеда, да не знае човек од каде да започне. Знаете во каква состојба оставивте државата? Пошто сакате да се враќате наназад. Ете, ние не чиневме и си заминавме во опозиција. Што покажавте вие во овие 6 години? Ништо. Ништо. Криза, економска, образовна, здравствена, национална, ги распродавате националните интереси, го менавте името како најголем успех, а тој е најголем срам. Ништо не направивте за државата, колешки. 6 години. Имавте време доволно 6 години да поставите диагноза на енергетскиот систем и да го излекувате ако ништо ние не сме правили. Покрај тоа што кажувате дека, мисламе кажано дека во добивка е оставен елем и енергетскиот систем. Тоа што го реплициравте тука за председателот, ке ве молам, обратете му се него, прашајте го него, знаете како цело време за него зборувате, обратете му се него, не мене да ми реплицирате за мислење на нашиот председател. Сега, ќе ви кажам дека кажавте била моја констатација. Не е моја констатација, тоа е чиста вистина за РЕК Битола. Еве, ако сакате заедно, ќе се јавиме на 50 луѓе во РЕК Битола и ќе ги прашаме што мислат за состојбата во РЕК Битола сега. Дали е подобро или никогаш полошо не било денес? Ете една анонимна анкета, заедно двете ќе ја направиме. Да видиме што ќе кажат вработените во РЕК Битола. Катастрофа. Катастрофа во РЕК Битола. Не се инсинуации, не е констатација. Јас контактирам со луѓето и ги прашувам, не давам погрешни информации. Прашувам и ми кажуваат тоа што ми кажуваат, тоа го кажувам. Направени ремонти 2 години нема на блоковите, а модернизација имало на секоја година правеле ремонти додека било ВМРО и модернизација на блок 2, блок 3 е направено, така да и друго, Брод е отворен, траса направена, имаше проект за топлификација, физибилити студија, пари беа обезбедени и ништо тоа. Значи, ВМРО ДПМН не остави физибилити студија, проекти, пари за топлификација на Битола. И таа беше стопирана и ништо нема од сето тоа. Вака да ви кажам, и патот градско Прилеп, па вие договорот го раскинавте и сега тапкате вместо. И патот Кичево Охрид беше 70% направен, проект направен, пари обезбедени. Замислете кинезите кои што прават болницата 24 сати, ја сгрешија баш кај нас трасата за патот. И сега вие 6 години не можете да го доправите. Така да, за Чебрен, ќе ви кажам друг пат зошто пропаднаа тие тендерите. За фотонапонските централи, јас ги прашувам вработените, никој нема ништо видено дека нешто започнало да се прави и нема повеќе да должам. За увозот на електрична енергија во минатото Битола знаела да падне минус 30 степени Целзиусови. Сега немаме такви зими. И според информациите кои што ги имам, единствено во зимскиот период се увезувала струја, а последнава информација денес ја добивме за 6 месеци Република Македонија платила 1,90 милиарди за увоз на струја и за увоз на јаглен. А тогаш се плаќало 93. Во летниот период се увезувало струја во Република Грција, меѓутоа во зимскиот период кога ќе фателе зими од минус 30, тогаш се увезувала струја. Тоа ми се информациите директно од инженери од РЕК Битола. И нема да должам многу, само ќе ве прашам дали имате слушнато за случајот РЕК.